Авганистанските сили беа на готов со откако милитанти нападнаа полициска станица во јужната покрајна Кандахар. Локалните власти соопштија дека бомбаш самоубиец го детонирал експлозивот во едно возило, додека останатите милитанти се обиделе да влезат во полициската станица. Сите напаѓачи се убиени. Еден авганистански војник загинал, а најмалку 6 лица биле повредени. Талибанците ја преземаа одговорноста за нападот. Почему вы не пропускаете людей? Ребята, это слив! Украинските безбедносни служби не им дозволија на новинарите да влизат во зградата на градското собрание во Киев, каде контроверзниот градоначалник Хенајди Кернес требаше да се заколне на функцијата. Кернес беше реизбран во октомври покрај судскиот процес против него, во кој обвине дека ги ангажирал напаѓачите на проевропските протести на Мајдан во минатата година. Тој изјави дека обвинувањата против него се политички мотивирани и ја смени неговата позиција и сега ја поддржува прозападната украинска влада. Полиция вы должны объяснить. Центр. Нет никаких мест, согласно закону. Таџикистански работници започнаа со проектот за деконтаминација на радиоактивен отпад со по 1 метар земја и слој на бетон. Проектот во северен Таџикистан е со цел да се изолираат околу 36 милиони тони радиоактивен отпад за да не се испорача во реката во околина Сирдарија. Најголем дел од отпадот потекнува од рудниците за ураниум од советската ера и од производи на збогатен ураниум. Проектот чини 2,4 милиони евра кои се обезбедени од Европската унија.